Во рамките на одбележувањето на месецот на книгата денеска во дворот на библиотеката Искра беа промовирани 3 книги од роднокрајниот автор Киро Герасимов. Богатство запишано во времето, доктор Стојан Николик и 30 години фолклорно друштво Јесенице. По кратката промоција авторот ги кажа содржините на трите книги и се заблагодари на поддршката која му ја дадоа од локалната самоуправа на општина Кочани за издавање на книгата доктор Николич, како и на другите спонзори за останатите 2 книги. Книгата Богатство запишано во времето содржи 42 репортажи и е дел од серијалот објавен за Кочани. Во него се поместени написи, записи и случувања поврзани со луѓе, настани и места од Кочани и Кочанскиот крај. Тоа се објавени репортажи во дневните весници, на програмите на Македонската радио-телевизија, телевизија Кочани и радио Кочани. Втората книга, 25 години Македонско културно друштво Илинден од Јесенице, го содржи историскиот пат и развој нова Македонско културно друштво на македонците кои од 60-тите години пристигнале во Јесенице па се до денешни дни. Го сликам растежот на Македонското културно друштво низ 4 генерации. Првите кои заминале во 60-тите години, нивните деца, потомци и сега најновото нивно поколение. Во него се содржани и сите активности на ова Македонско културно друштво, меѓу кои и нивното присуство на Кочанските денови на Оризот, манифестација на која неколку пати тие присуствуваа со нивни целовечерни концерти. Третата книга е посветена на доктор Стојан Николич, човекот кој сиот свој живот од доаѓањето во Кочани 1924 година, па се до неговата смрт, го посветил на овој град, на луѓето во него, но и на една многу благородна мисија – искоренувањето на маларијата во овој крај. Во книгата се содржани документи и фотографии, автентични записи на доктор Стојан Николик, кои во изминативе години ми ги преотстапија членовите на неговото семејство, зашто искрено му благодарам на неговиот син и на неговите потомци. Промоцијата се одржа со почитување на сите мерки за заштита од COVID-19, одржување социјална дистанција и носење заштитни маски, а присутни беа само локалните новинари.